Добар ден, ученици! Добре дојдовте во училница по македонски јазик. Јас сум Виолета Здравковска-Ташевски, наставник по македонски јазик во Општинско основно училиште Димитар Македонски од Скопје. Денес треба да зборуваме за броевите. Треба да научиме какви зборови се броевите, треба да научиме да ги разликуваме граматичките категории кај броевите, да знаеме како се образуваат формите за приближна бројност, како се образуваат бројните форми за лица и се разбира како правилно да ги употребуваме. Кои зборови се броеви во следните реченици? Вчера купив 2 книги. За роден ден добив 2-3 книги. Сигурна сум дека не ви е тешко да ги препознаете броевите во овие две реченици и да одговориме на прашањето какви зборови се броевите. Броевите се зборови со кои се означува количество. Тоа количество, како во првата реченица, може да биде точно избројано. Значи, во првата реченица велиме дека купив 2 книги, точно определено количество книги, или тоа количество може да биде приближно, затоа што велиме дека за роден ден добив 2-3 книги. Значи, врз основа на ова се разликуваат броеви за определена, односно точна и приближна бројност. По состав броевите се делат на прости и сложени. Простите броеви се броевите од 1 до 10 и бројот 100. Од нив се образуваат сложените броеви. Броевите 0, 1000, милион, милијарда, билион и слично се прости зборови и иако означуваат бројност, односно количество, тие се однесуваат како именки. Броевите не имаат посебни форми за изразување на граматички значења, освен за определеноста. Значи, сите броеви може да бидат со член или без член. Значи, може да бидат членувани или нечленувани. Како што е тоа во следните реченици. 3 дена измина или 8 деца дојдоа. Значи, броевите 3 и 8 се определени, односно членувани. Следува една вежба, именно вие ќе треба да ги препишете речениците на тој начин што ќе ги членувате броевите. Доколку е потребно да се смени нешто во реченицата за таа да има смисла, сменете го. Првата реченица: на гости им дојдоа 4 возрастни 6 деца. Втора реченица: загубив 2 патики. Третата реченица: 10 беа на сцената, а 3 одговараа. И четвртата реченица: дојдоа 5 сестри на таткон. Еве како требаше гласи првата реченица. На гости им дојдоа 4 возрастни 6 деца. Втората реченица: ги загубив 2 патики. Третата реченица: 10 беа на сцената, а 3 одговараа. И последната реченица: дојдоа 5 сестри на таткон. Значи, сите броеви се определени. Одиме понатаму. Меѓу броевите што изразуваат определена бројност, со своите форми се издвојуваат броевите 1 и 2, затоа што имаат форми за род. Имено бројот 1 е во машки род, истиот број во женски и во среден род е 1 и 1. Бројот 2 во женски и среден род е 2. Например, во чантата имам 1 молив, 1 тетрадка и 1 пенкало. Гледаме дека бројот 1, значи формата на бројот 1, се менува во зависност од родот на именката на која што се однесува бројот. Истото го имаме и во следната реченица, значи во реченицата во џебот имам 2 клуча, 2 гуми и 2 пенкала, а бројот 2 ја менува својата форма во зависност од тоа дали се однесува на именката од машки, женски или среден род. Броевите што служат за образување приближна бројност се образуваат на два начини. Првиот начин е со поврзување два последователни, односно соседни збора. Например, 2, 3, 5, 6, 3, 400, 5, 16 и слично. Еве како тоа изгледа во реченица. Во кошницата имаше 7-8 јаболка. Вториот начин за поврзување на броеви што означуваат приближна бројност е со наставката ина. Па, например, 20, 15, 100. Така, ако не сме сигурни
колку ученици имало во училницата, ќе кажеме дека во училницата имаше 20 ученици. Сега следува една мала вежба, треба да напишете 4 реченици во кои ќе употребите број за означување на приближна бројност. Еве неколку примери. Баба ми има 60 години. 15 деца играа во паркот. 7-8 години го чекам овој ден. И последна реченица, блузата ја платив 500 денари. Можеме да забележиме дека во првите две реченици приближна бројност е образувана со наставката ина, а во третата и во четвртата реченица приближна бројност е образувана со поврзување на два последователни броја. Во македонскиот литературен јазик се употребуваат посебни бројни форми за означување определен број лица од машки род. Например, како ќе гласи тоа во реченица? Четворица другари навиваат за истиот тим. Истиот број, односно истата форма, со која се означува бројот, определен број лица од машки род, може да биде членуван. Па така реченицата ќе гласи: четворицата другари навиваат за истиот тим. Како се образуваат бројните форми за лица? Овие бројни форми се образуваат со додавање на ставките ица, ина или мина. Например, двајца, тројца, четворица, петмина, осуммина, стомина. Во реченицата, двајцата другари задоснија на првиот час, а петмината стасавме пред почетокот на часот, зборовите двајцата и петмината се бројни форми за лица. Сега ќе треба да напишете 4 реченици во кои ќе употребите бројни форми за лица. Еве неколку примери. Седумина добија петки. Тројца беа присутни на предавањето. Деветемина рудари беа наградени. Петтемина наставници заминаа во пензија. Во третата и четвртата реченица, бројната форма за лица е членувана. Размислете, кои броеви може да се употребат наместо подцртаните зборови? Обете жени стасаа навреме, обајцата се добри фудбалери. Размислете. Во првата реченица, наместо зборот обете, можеме да го употребиме зборот двете. Па реченицата ќе гласи: двете жени стасаа навреме, а во втората реченица зборот обајцата можеме да го замениме со зборот двајцата, така што реченицата ќе гласи: двајцата се добри фудбалери. Следува домашна задача, имено од текстот што следува треба да ги препишете броевите и да ги сместите на соодветно место во табелата. Своите знаења за броевите можете да ги проверите и на тој начин што ќе одговорите на прашањата на квизот што може да го отворите на следниот линк. Драги ученици, ви благодарам што бевте дел од овој час.